вечер, силен земјотрес уште еднаш го потресе Хаити 7 дена пооној што земјата ја остави во урнатини. Ова е News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Силен земјотрес уште еднаш го погоди Хаити и предизвика паника и тресење на згради. 8 дена откако земјотрес од 7 степени направи пустош во земјата. Последниот земјотрес е со јачина од 6,1 степен и епицентарот е на 59 километри од уништениот Порто-Принс. Нема извештаи за штети или повредени од денешниот земјотрес, кој дојде во време кога се во тек меѓународни хуманитарни напори за помош на настраданите. Американскиот секретар за одбрана Роберт Гейтс најави дека САД ќе испратат повеќе бродови за Хаити да помогнат во обновата по земјотресот, вклучувајќи и брод кој треба да го исчисти сметот што го блокира главното пристаниште во градот и ги попречува големите бродови да достават храна и други витални намирници. Како запрепастувачки удар за демократите, републиканецот Скот Браун победи на вонредните избори за место во Сенатот на САД, што беше испразнето по смртта на демократот Тед Кенеди. Неговата победа го менува односот на политичките сили, со што Браун е 41-иот републиканец во 100-члениот Сенат. Тоа ја овозможува на малцинската партија да користи законски процедурални техники за одолговлекување на гласање по документи за кои има поделени мислења, како што е реформата за здравствена заштита. Сега е под прашање реформата за здравствена заштита на председателот Обама, зашто Браун во кампањата се изјасни против неа. Обама му честиташе на Браун и кажа дека ќе соработува со него за решавање на проблеми со кои се соочуваат семејствата ширум земјата. Денес се навршуваат точно една година од инаугурацијата на Барак Обама за председател на САД. Во текот на своето председателствување, Обама разви уникатен председателски стил, што се темели на неговото животно искуство. Во приложение ќе видиме кој е тој стил. Неговото председателствување започна со милионско мнозинство зад него. I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear. Но кога свеченостите завршија, тој беше оној што требаше да се справи со две кризи кои се надпреваруваа по важност – економската и две непопуларни војни. Типичен председател има 2 или 3 големи проблеми. Ние добивме 7 или 8 големи проблеми. Кога се зафати со тие проблеми, почна да се појавува председателски стил. Стана познат по прекарот Обама без драма, дури резервиран. Неговите сонародници од Хаваи ги препознаа знаците. Ладен, смирен и прибран, вистински хаваец, вели Кулеј Стокман, образован работник кој додава дека председателот ја донал островската култура и начин на размислување во Белата куќа. Го гледаме тоа секој ден кај него, го гледаме во неговите говори. Тој едноставно ја живее, ја јаде и ја дише културата на алоха. Алоха буквално значи здив на живот. Алоха културата е чувство на заедништво, верување дека сите треба да се слагаат. И Кен Волш од US News and World Report кај него гледа островски стил. Тој чувствува дека не е тип што сака да се конфронтира. Се обидува да биде методичен и да ги опфати сите, а тоа доаѓа директно од хавајското искуство. Волш го илустрира тврдењето и со работата на Обама како организатор на заедници во Чикаго. Подоцна како студент и професор, тој ги изострил своите особини и способности, особено во приодот кон решавање проблеми. Ден Джонсон Вајнбергер бил негов студент на правниот факултет во Чикаго. Тој активно охрабруваше дискусија. Се имаше чувство дека ако не учествувате во дискусија, не одговарате на очекувањата во класот. Во другите класови не беше така. Професорот создаде таква клима. Во Белата куќа пак неговите соработници велат дека Барак Обама при донесување одлука работи како правник на случај и во неговите јавни настапи тој многу личи на врховен едукатор. Критичарите го обвинуваат дека нема страст и дека е премногу дистанциран. Но Кен Волш предвидува дека човекот што вети да ја промени Америка ќе остане верен на себе си. Големото прашање при влегување во втората година на мандатот е дали тие особини што го донесоа на власт ќе му ги донесат и резултатите што му требаат. Соединетите американски држави воведаа нови безбедносни мерки на аеродромите, скенери за целото тело. Ова разви дебата за тоа колку овие апарати се штетни по здравието заради радиацијата што емитуваат. Во продолжение ќе чуеме што мислат граѓаните и што мислат стручњаците за ова.
Ако наводниот бомбаш налетот кон САД на Божич минал низ скенер за целото тело, експлозивот можел да биде откриен многу порано. САД, Британија, Холандија, Франција и Италија објавија планови за инсталирање вакви направи на аеродромите. Тоа предизвика дискусија за можен ризик од рак заради радијација емитувана од скенерите. Експертите велат тој ризик е мал. Радијацијата од оваа технологија е 2000 пати помала од онаа за снимки на градите и 200.000 пати помала од кет скенирање. Махадевапа Махеш е професор по радиологија на школата за медицина на Универзитетот Джонс Хопкинс во Балтимор. Целосното експонирање е меѓу 8 и 15 секунди, а дозата на радијација е мала, зашто рентгенските зраци не пенетрираат во телото. Бидејќи дозата е мала, тие само рефлектираат назад и растурената радијација што доаѓа од телото всушност се фаќа со детектор и така ја добивате сликата, вели тој. Но овие машини се скапи. За многу африкански и сиромашни држави е невозможно да ги купат и инсталираат. Па дури и ако развиените земји ги донираат машините, останува зголемен ризик по здравјето, зашто земјите во развој ќе имаат тешкотии во нивното одржување. Во болниците, например, ние редовно го проверуваме нивото на радијација од апаратите. Тоа е важно. Секогаш нешто може да се расипе. Еден од лекарите кои се скептични за безопасноста на скенерите е Дейвид Бренер од Универзитетот Колумбија во Њујорк. Децата воглавно се почувствителни од возрастните на радијација, а ембрионот во бременост е најчувствителен, вели тој. И заклучокот од ова е дека се потребни повеќе проучувања. Утре во Newsflash, од надворешната политика на Обама во првата година, Афганистан ќе биде запаметен. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, до гледање.